Добро вечер, почитувани гледачи. Започнува уште едно издание на Отворено студио посветено на земјоделците. Денес ќе зборуваме за мерките на владата со кои се помага развојот на земјоделството. Покрај редовната исплата на субвенциите, овде спаѓа и добро познатата мерка Меѓународот 50-50, мерката 121 од Националната програма за рурален развој. Исто така тука се мерките од ИПАРД 1 програмата, потоа мерката за млад земјоделец, како и ново формираниот гарантен фонд, кој што е помеѓу соработката на УСАИД со Министерството за земјоделство. Расте ли интересот од година во година? Кои се критериумите кои што треба да бидат исполнети за добивање на истите, како и за која мерка е најголем интересот, ќе дознаеме од нашиот денешен гостин, кој е советник при Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, господинот Стојан Глигоров. Господине Глигоров, најнапред сакам да ви се заблагодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од Отвореното студио на телеканал А1. Ви благодарам исто за поканата на ова прекрасна емисија која што е од интерес како за општо земено во јавноста, така и да и се уште поголем интерес кон земјоделските производители. И поздрав до телеканалот А1 кој што има прекрасни емисии, повеќе застапени во земјоделското производство, каде што со интерес се следи. Ви благодарам за обавите зборови. Еве, на почеток, кажете ми, како оди подготовката за есенската сеидба? Дали е започната на скоро сите површини или ги има и оние кои што се уште се подготвуваат? И дали климатските услови се поволни за есенската сеидба? Да, точно така. Значи, согледувајќи ги условите, како временски, така и невременски услови во текот на изминатиот период, советниците при Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието на Република Македонија со внимателност ги следи таквите случувања, кои што, значи, за добро за нашите производители последните денови возможија услови за едно нормално работење, значи поминувајќи од една пасивна ситуација каде што сметавме дека ако продолжи таквото невреме, значи проследено со обилни дождови, сеидбените рокови ќе бидат знатно померени, значи, или дури ќе дојдеше до неизвршување до есенската сеидба над житните растенија. Меѓутоа, за среќа имаме прекрасни денови, значи, прекрасни денови кои што дневните температури се доста високи, така да и мора да напоменеме една ситуација дека претходно припремените површини кои што беа после, значи, жетвените активности, тие производители, земјоделски производители по-добро и полесно ги обработија тие површини и веќе се засадени. Во теке се уште сеидбата над житните култури и сметаме дека поголем дел, барем од местата кои што немат висока почвена влажност, превисока почвена влажност, таму сеидбата ќе се изврши нормално, а исто така и понатаму сметам дека со продолжувањето на таквото време нашите земјоделски производители ќе ги извршат жетвените активности, поточно сеидбените активности во еден рок. Иако мора да го напоменеме, значи, полека се движи оптималниот рок каде што е застапено, каде што треба да биде застапена сеидбата, значи тоа е максимум 1 до 10 ноември. Понатаму, значи, ќе биде другите услови за сеидба, покачување на нормите за сеидба и така натаму. Да. Неодамна беа одржани отворени денови во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој и Министерството за земјоделство. Поради зголемениот интерес од страна на земјоделците, отворените денови се одржаа во 2 наврати. Каков беше интересот и за кои беа најчесто поставуваните прашања од страна на земјоделците? Да, значи отворените денови на земјоделците беа во 2 наврати и се уште, значи, тие продолжуваат понатамо.
Во два наврати беа, бидејќи имаше преголем интерес од местата каде што не беа посетени од страна над институциите кои што ги водеа тие отворени денови со земјоделците, да се створи интерес да присуствуваме на места каде што има преголем интерес и каде што точно ги интересира нашите земјоделски производители. Целта беше поблиску да се запознаеме со некои од проблемите на земјоделските производители на теренот таму, а исто така од наша страна да им пренесеме некои ситуации од страна на институциите до кај како се движат работите. Значи, беа отворени за разговор како од наша страна, како представници на институциите, така и од страна на земјоделските производители. Беа застапени најчесто прашањата и одговорите и проследувањата околу програмите кои што беа распишени во текот на 2000 или јавните повици кои што беа во 2015 година, значи тоа се однесуваше за ИПАРД програмите, исто така програмата за рурален развој, помош на млади земјоделци од мерката 112 која дојде до доста голем интерес последниот јавен повик, исто така интерес околу проблемите за субвенционирање, околу наплатата на субвенциите, каде што има некои проблеми со ненаплатени субвенции, зошто се и како се, и така да, значи, бевме присутни и сме присутни на таквите отворени денови со земјоделците, значи, институциите од кои Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, присутни представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Разговарам, значи, за подрачна единица Струмица или на Република Македонија. Исто така и како институција беа присутни представници од Агенцијата за финанска поддршка или платежната агенција, каде што можеше, значи, директно земјоделските производители да ни постават прашања околу начинот на аплицирање на програмите, околу прашања кои што беа за регистрирање или прашања кои што директно се поврзани со Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, а исто така да се согледат состојбите околу субвенционирањето и проблемите околу субвенционирањето на некои од земјоделските производители кои што не им се исплатени и зошто не се исплатени, каде што представниците од Агенцијата за финанска поддршка директно влегува во системот и ги согледува кои се тие проблеми или причини или понатаму позитивни и негативни решенија кои што директно им беа образложени на земјоделските производители. Според вас, отворените денови дали се од корист на земјоделците и дали те успеа да ги решат оние недоразбирања кои ги имаат и нејасноти? Ние, значи, нашиот заклучок е дека таквите отворени денови со земјоделците, ние како агенција сме често присутни со земјоделските производители. Ги познаваме нивните проблеми во текот на целогодишното производство, значи, без обзир дали тоа се работи како во делот на градинарството, дали се работи во делот на лозарството или овоштарството или сточарството, нам ни се доста познати, бидејќи секојдневно контактираме со нив, комуницираме со нив, сме на терен, ги согледуваме нивните проблеми тамо и адекватно им помагаме во надминувањето на некои од таквите проблеми, значи, кои што се среќаваат. Меѓутоа имаме ситуации, значи, на присуство или неприсуство на земјоделски производители каде што апелираме кога имаме такви ситуации, значи одредени места каде што присуствуваме и се присутни институциите кои што се релевантни за таквата работа, да таквиот одзив биде и уште поголем, присуствуваат луѓе, значи, кои се стварно заинтересирани за аплицирање, например, ќе ги земеме за некои од програмите кои што се во тек и ќе бидат во тек во наредната година, исто така и за некои од проблемите кои што се во областа на земјоделството, дали се работи или како советодавно од наша страна или пак институционално од страна на Агенцијата за финанска поддршка или Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Така.
Да преминеме сега на мерките на владата за поддршка и развој на земјоделството. Јас спомнав во најавата дека ги има неколку кои што се од голема корист на земјоделците. Според вас, колку ваквите мерки се од помош на земјоделците? Дали тие придонесуваат за развој на земјоделството и дали привлекуваат со себе и нови земјоделци? Да, значи мерките се пропишани како од страна за ИПАРД програмата, што е 50-50, програмата за рурален развој, исто така 50-50 позната кај нашите земјоделски производители, исто така и мерката 112 за млади земјоделци. Па таа е како користа за нашите земјоделски производители, што значи на терен се среќаваме со доста застарена механизација. Како механизација, така и приклучна механизација или опрема кој што допринесува до неквалитетна обработка или неквалитетна заштита при употребата или третирањето на растенијата, или дополнителната обработка со приклучната механизација која што е доста застарена. Така да со овие програми кои што се распишуваат и овие јавни повици, ние кај нас приметуваме веќе, значи, постепено преголемо зголемување или преголеми интерес за аплицирање по овие програми. Значи, можеме да споредиме ако од 2013, 2014 и 2015 е зголемен интерес од над 200%. Значи, тоа е преголем процент на пријавување, а не значи дека се уште земјоделските производители не треба да се јавуваат на таквите програми. Таквите програми се голема улеснителност, бидејќи дел од средствата им се повраќаат на земјоделските производители, а дел од средствата се ги оплаќаат тие. Потребната механизација, самите земјоделски производители им е дознање што е тоа што им е потребно. Значи, апликациите се однесува точно за дали се однесува за механизација, приклучна механизација, за трактори или за култиватори и редица на друга опрема, тоа се одредува од самите земјоделски производители, тоа што им е потребно. Значи, не им е потребно нешто да аплицираат и да биде тоа субвенционирано со 50% од вкупната сума, значи, а да земат механизација или приклучна механизација кој што нема да им биде од помош. Значи, директно луѓето или земјоделските производители се одредуваат тоа што им е најбитно и најпотребно. И така треба да биде, и така треба да продолжи понатаму. Така. Еве, вие рековте дека на отворените денови производителите најмногу прашувале во однос на мерките, имале нејасни прашања што се однесуваат до мерките, па јас предлагам во наредните неколку минути да им објасниме на производителите која мерка подетално што опфаќа и кои се критериумите и условите кои што треба да бидат исполнети, како и кој се може да аплицира. Па да започнеме за мерките од ИПАРД 1 програмата. Знаеме дека таа опфаќа 3 мерки, мерките 101, 103 и 302, меѓутоа меѓу нив најмногу се издвојува мерката 101. Па објаснете ни што се опфаќа мерката 101 и кој се може да аплицира за таа мерка? Да, значи пред се треба да нагласиме, бидејќи се работи за мерки 50-50 познати. Се уште се среќаваме понекаде што е ИПАРД програмата, што е програмата за рурален развој, кој што се и таа 50% и таа кофинансирана 50%. Што се однесува до програмата, до ИПАРД програмата или мерката 101, 103 и 302, значи најповеќе, бидејќи сме подрачје, нашиот регион кој што е повеќе раноградинарски или градинарски регион, значи е застапена мерката 101 кој што е опфаќа, значи тука се градинарските култури офатени, овоштарството е офатено, лозарството, офатени се сточарството и млекото и млечните производи. Значи тука се офатени воглавно овие области каде што можат да аплицираат земјоделските производители.
може да аплицираат 101 е мерка со широка палета над механизација и приклучна механизација. Значи, од трактори од 50 до 80 коњски сили, зависно од потребите на земјоделските производители, меѓутоа од наше искуство и од припремата на технички предлог проектите кои што ги изготвуваме како агенција и што ги изготвуваме бесплатно кај нас, бидејќи сме институција, државна институција советодавна. Така да интересот е преголем во механизациите, бидејќи се однесува како во градинарството на отворено, така и во заштитен простор, значи во фатено, исто така во делот на овоштарството, овие земјоделски производители кои што не се бават со градинарство, да може да се јават на програмите во делот на овоштарството, исто така во лозарството и во сточарството, значи со ограничен број на стока и површини и во млеко и млечните производи. Додека мерката 103 се однесува исклучително за преработувачите. Тука се значи преработки од овошји и зеленчук, преработки од месо и месни производи, млеко и млечни производи и мерка 302 кој што се однесува за економско ојачање на руралните средини или тука спаѓаат местата или терените каде што се развува селскиот туризам, може да биде, значи, поттикнат и други низа на мерки. Меѓутоа, кај нас пострикно е одскокнува мерката 101, каде што е најголем интересот околу набавката на механизацијата и приклучната механизација. Што значи ИПАРД програмата е минималниот износ е 3000 евра и од 3000 евра па понатаму према потребите на земјоделскиот производител па води до 400-450 евра, зависи од самата инвестиција зошто се однесува. На 15 септември заврши повикот за аплицирање за овие мерки. На ниво на Македонија колку барања беа поднесени и на ниво овде на југоистокот? Може ли да ни кажете колкав е интересот од страна на производителите и дали од година во година тој се зголемува? Да, тоа е знатно зголеме, значи од двата имавме два повика, 1 и 2. Значи до 15 септември заврши вториот повик, каде што од повик до повик се зголемува бројноста над апликантите или барателите над програмите од ИПАРД програмите. Така да можеме да споменеме дека вкупно една, мислам, незванична е кај нас се уште како агенција има досега поднесено во двата наврати околу 1300 барања. Значи тоа е една доста скок, голем скок за разлика од претходните најави и повици и претежно влезе мерката 101. Тука се појави една ситуација за повеќе апликации, бидејќи дел од општините беа кофинансирани со 75%. Тоа знаете дека имавме доста невременски услови, поплави, каде што не дозволија, значи, овие поплавени места и апликантите да им бидат одобрени наместо 50%, да им бидат одобрени 75% од вкупниот износ. И тука се појави доста апликанти и сметаме дека тоа е доста исправно од нивна страна за полесно да дојдат до нова современа механизација, каде што трошковите ќе бидат намалени околу употребата нивна, а и плюс, што е многу битно во земјоделското производство, квалитетната обработка над површините, значи како основната обработка, така и дополнителната обработка. Значи, знатно се зголемува бројот и сме во една ситуација каде што приметуваме дека и наредниот повик кој ќе биде, ќе имаме исто така доста апликанти, доста заинтересирани баратели,
тоа го примитуваме сега и со учеството на отворените денови со земјоделските производители, каде што беа офатени, например, Струмичкиот регион над 45 населени места, а тоа се уште продолжува, значи, понатаму, така да се издвојуваат луѓето кои што се заинтересирани за аплицирање, меѓутоа кои што се спремни за аплицирање, меѓутоа имаме доста најави каде што има некои понејасноти, им стоиме над располагање на земјоделските производители детално да ми објасниме каде, зошто се е распишена тај јавен повик во однос, кои се тие што треба да аплицират, кои се условите за да можат да аплицират стартни и понатаму да ги упатуваме луѓето од каде и во која институција треба да ја набават таквата документација, да не би лутале лево десно од ова институција во друга институција, така да ги упатуваме на места каде што па имаме ситуации и да им дадат приоритет таквите институции на луѓето кои што барат документација за комплетирање по барањата од ИПАРД програмата. За сега не се случило, значи, да не го запазиме рокот околу аплицирањето, значи не останал земјоделски производител да не му биде направен таков предлог, технички предлог проект со контролирана документација, проверена документација и затоа имаме доста и голем успех околу апликацијата, значи кои што се позитивно решени. Некои од последниот повик веќе се решени, некои од тие апликации веќе имаат извршени контроли над површините и земјоделските стопанства, некои се во тек и така да сметаме дека во краток период тоа ќе биде завршено и ќе бидат таквите апликации одобрени, бидејќи се доста квалитетно изработени. Често пати се случува производителите да бидат одбиени поради тоа што не им е комплетна целата документација која што треба да ја поседуваат за аплицирање на некој од повиците. Може ли да ни кажете кои документи треба да ги поседуваат заинтересираните земјоделци за аплицирање на оваа мерка? Да, значи не се однесува информирањето и начинот на разгледување на документацијата или апликацијата или барањето комплетирано од наша страна и од страна на Агенцијата за финанска поддршка не е никогаш одбиено, бидејќи тие се доста флексибилни од таа страна, само може да биде повратено на дел од барањето со напомена кои се тие документи кои што им недостасуваат или се фотокопирани, пуштени, не се оригинали, таму некои има документи кои што треба да бидат оригинали или заверени на нотар, па често пати се случуваат такви пропусти, каде што ние им советуваме, значи тоа што се бара и према упатствата и према барањата, така и треба да се придржуваат и земјоделските производители, меѓутоа тие минат секој пат преку нас. Ние ретко да пуштаме земјоделски производител, а да не е во склад со упатствата и со барањата на таква документација. Тие се неколку барања. Нали, кога разговараме така и на отворените денови, сега, меѓутоа ние секој ден имаме присутни земјоделски производители кои што се заинтересирани. Дали се во ИПАРД програмата, дали се по програмата, националната програма за рурален развој, дали е програмата по мерка 112 помош на млади земјоделци, кои што се одлучили да инвестираат во земјоделието, значи им окажуваме на таквата документација. Таа се состои од неколку документи, од кои една е вајачка лична карта, втора доказ за завршено средно образование или со изјава дека понатаму тој ќе посетува обука во областа каде што аплицира. Значи, и без обзира ако тој е по непостручност, со средно образование, меѓутоа ако се бави со земјоделство, значи понатаму го патуваме на обука во таа област со цел да се здобие со основните
знаења за да ги исполни условите или некој дел од критериумите кои што треба да бидат комплетирани по барањето, а тука сме и ние како агенција за поттикнување на развојот на земјоделството и советниците кои што доста им помагаме во оваа област. Околу едукацијата, околу помош на технологијата и техниката на одгледување на некои одредени култури, така да сме нонстоп во корелација. Друго список на основни средства, тоа се основни средства кои што тие располагат моментално. Со нивна старосна година, со нивна употреба моментална. Друго е профактура за механизацијата или приклучена механизација од кај што треба да биде земена, од кај што тие се одлучиле да набават механизацијата или приклучната механизација. И тука ќе напоменам една ситуација, значи ако инвестицијата е до 10.000 евра, а се однесува за едно основно средство или една механизација, пример тракторот ќе го земеме како пример, ако е до 10.000 евра, значи или до 600.000 денари, е потребна една профактура, без обзира од кој што се бава со испорака на таквата механизација, а одлуката е на семејното земјоделство, стопанство, на која механизација значи се одлучуваат. Тука е потребна само една профактура, значи за таквата механизација пропратна со спецификација и изјава за потеклото на таквата механизацијата. Значи разликата на набавката на механизацијата и приклучната механизација во однос на ИПАРД програмата и програмата за рурален развој, националната програма, е тоа што ИПАРД програмата дозволува исклучително набавка на механизација од членките на Европската унија, земјите кои се членки на Европската унија или кандидатки членки за Европската унија. Додека програмата за рурален развој не е ограничена со таквата набавка. Понатамо потврда за запишено семејно земјоделско стопанство. Значи секој земјоделски производител кој што се бави со земјоделство, значи мора да биде регистриран во единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Од таму се стекнува со решение или статус за евидентиран земјоделец при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство или евидентиран во единствениот регистар на земјоделски стопанства. И со таквото пријавување, значи евидентирање, таквиот земјоделски производител слободно може да се јави за аплицирање за набавка на таквата механизација, кој е еден од условите за аплицирање. Значи, често пат се случува дека мора да биде регистриран, треба да биде регистриран, евидентиран или регистриран. Регистриран се однесува по еден од основите, дали може да биде регистриран по основ на пензиското и инвалидското осигурување, каде што има одреден износ кој што се плаќа месечно таму, може да биде дополнителна дејност, може да биде трговец поединец, значи може да биде правно лице, земјоделските задруги спаѓаат тука, правно лице како друштва кои што се бават или ми основната дејност земјоделието, како правни субјекти, значи и евидентирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, слободно можат земјоделските производители да се јават на таквата апликација. Бејго тоа, за таквите ситуации претходно тие треба да имат подмирено сите нивни обврски или неплатени сметки према Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, а тоа се водни надоместоци, тука спаѓаат концесиите, значи над користењето на државно земјоделско земјиште, даноци према управа за јавни приходи и така да треба да бидат, значи, од таму потврдени дека се подмирени таквите обврски. Понатаму потврда дека нема неподмирени долгови кон МЗШВ, тоа го спомнавме, значи од таму им издават од Министерството таква потврда. Потврда за производни капацитети се смета, значи, при самото прејавување производните капацитети, што од овие површини земјоделскиот производител има посадено овој период.
дали тоа пиперка, која површина, дали е на отворено или во заштитен простор, дали колку површина е под пластеници, колку е на отворено, колку е овоштарство, колку површини под овошни насади, колку површини под лозови насади. Тоа се смета за пријавени производни капацитети на земјоделските производители. Понатаму доказ за собствено на земјиштето. Значи обавезно имотен лист, оригинален имотен лист кој што гласи на апликантот што е, меѓутоа тука се има и ситуации каде што имаме норма од 2 декари пример или 0,2 хектари површина, може да се јави да аплицира по програмата за ИПАР програмата. Тоа може да биде и ако не се решени имотно-правните односи внатре во семејното земјоделско стопанство, може да аплицира и помлад земјоделски производител со претходно таквата површина нотарски да му биде дадена на одредено време на користење, меѓутоа тоа е од 5 години па нагоре. Значи и таквите земјоделски производители можат, значи, слободно да како доказ за користење на земјоделско земјиште и пријавените таквото земјиште во единствениот регистар на земјоделски стопанства може слободно да аплицират. Понатамо се бара копија од катастарски план или скица, која е таа површина за која аплицираме. Нормално мора да се знаат таквите показатели, инвестицијата на која парцела ќе биде, кој КП број ќе биде, така да тоа оде заедно. Понатамо се бара потврда од општината или поточно од локалниот економски развој, дека таквата површина не се коси со некој плански развој или планирање на ниво на општина, каде утре се коси со некои урбанистички планови, така да таа потврда обавезно се добива од општината и на крајот е потврдата од управата за јавни приходи за подмирени обврски по однос на даноци и придонеси. Значи, на изглед да напоменаме повторно дека изгледат дека се доста голем обем на документи, меѓутоа тоа со тргнување тука се сите институции и ние таквата документација им ја даваме на земјоделските производители да не би лутале лево десно и што е тоа што треба они да го нагласат тамо и да го набават за да можат да се јават на аплицирање, али секој пат стоиме на располагање да не ги оставаме земјоделските производители да сами лутат тамо, и туку точно да ги усмериме и да го скратиме времето или периодот на аплицирање. Се надевам дека сега на производителите им е разјаснато околу документацијата која што треба да ја поседуваат. Меѓу една од мерките на владата е и мерката за помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност, која што е се поактуелна меѓу младите фармери кои што планираат да отпочнат бизнис во земјоделството, дали преку преземање на постоечко земјоделско стопанство или пак со воспоставување на ново. Мерката ги опфаќа лицата на возраст од 18 до 40 годишна возраст. Вашите податоци што покажуваат? Колков е интересот кај граѓаните овде во нашиот регион за оваа мерка? Дали младите се одлучуваат за занимавање со оваа дејност? Значи, постои интерес и пред малку спомнавме, постои интерес за оваа мерка поточно, бидејќи младите земјоделски производители кои што сака да се бават со земјоделие, а имаме доста такви земјоделски производители, значи потребно е да им се од една страна помогне во старт за да можат понатаму да слободно работат, барем колку толку, значи да им се помогне во некоја ситуација. Мерката 112 ќе има и понатаму голем интерес. Наша оценка е дека наредниот повик ќе имаме доста работа со мерката 112. Само еден показател, последниот сега последната најава или објавување за мерката 112 се направи 130-140 апликации.
Струмичкиот регион, зборувам за нашиот регион овде, имавме пријавени 8 апликанти, од кои сите 8 апликанти ги добија средствата. Значи се работи за средства, значи за, како што спомнавте, за години од 18 до 40 години, меѓутоа се работи за 10.000 евра или 600.000 денари неповратни средства. Неповратни средства, значи 100% се вложуваат 10.000 евра и 100% се враќаат 10.000 евра. Со една ситуација и тука за мерката 112, значи за млади земјоделци им припремаме деловен план. Значи агенцијата и советниците при агенцијата припрема деловен план, каде што има услови таквата инвестиција да биде и значи разложено на 3 декади. Значи 2015 може 30% од инвестицијата да искористи, тоа зависи од земјоделскиот производител, кои се можностите. Понатаму може во наредната година пак 30% да се искористат и трета, значи во 3 наврати можат таквата инвестиција, ако немат услови, целосно да ја реализират, а тие што имат услови, значи може во целост. После реализацијата на инвестицијата, одобрувањето на инвестицијата и реализацијата на истите се врши контрола и на база на тоа се прави записник, понатаму од платежната агенција, значи или агенцијата за финанска подршка им врши по пат на барање за повраќање средства, се враќаат 10.000 евра или 600.000 денари во целост. Така, покрај оваа мерка, исто така доста актуелна е и мерката од националната програма, мерката позната како 50-50. Повикот за оваа мерка трае 60 дена и заврши крајот на август. На ниво на Македонија се поднесени 1500 апликации, што е тројно зголемување во споредба со лани, кога биле поднесени само 600 барања. Мерката опфаќа од 50 до 75% повратна инвестиција. Најчесто земјоделците ја користат за набавка на механизација, која што за разлика пак од ИПАРД програмата, таа не е ограничена само за набавка на механизација од Европската Унија. Овде кај нас каков е интересот за оваа мерка? Значи и тука исто така во програмата за рурален развој или нашата национална програма, значи тука се средства од исклучително средства од државата. Значи не само делот на механизација, тука спаѓа и приклучната механизација, како што спаѓа и опремата, системот за наводнување капка по капка. Тука спаѓаат исто така и заштитните мрежи, кои што и те како вреди да се напоменаат таквите ситуации покрај временските, значи климатски промени кои што се случуваат и ќе се случуваат понатамо. Значи интересот е значи како е толку позитивни се има појава над аплицирање, бидејќи тука аплицирањето веќе во програмата за рурален развој е по електронски пат. Позитивна страна што е тука, значи покрај прибирањето на целокупната документација, а тоа се целокупно неколку документи за разлика од ИПАРД програмата, по електронски пат се спроведуваат се аплицираат до Агенцијата за финанска подршка. Значи, тука е доста скратен патот над разгледување, бидејќи со самото аплицирање веќе податоците се во системот на платежната агенција или Агенцијата за финанска подршка. Значи, не само оваа мерка, значи ги офаќаше ова година 60 дена со услови да можат земјоделските производители, бидејќи беше распишена во период кога е летниот период, кога е и период за одмори, меѓутоа и период кој што е најмногу оптеретен земјоделскиот производител, затоа се даде и доста голем период од 60 дена. Така да земјоделските производители аплицираа, меѓутоа доста голем дел се појавија и за системи за наводнување капка по капка, значи каде што имаме појави и на набавка на заштитни мрежи, како што спомнавме понатаму, механизација исто така. Меѓутоа беше значи
критериумите беа од 0,5 хектари површини по тутун засадени и од 1,5 хектар па нагоре по житни, индустријски фуражни култури. Нашиот регион не располага со толку такви големи површини или ретко имавме неколку апликации во однос на житните и фуражните култури. Послабо е застапено тутунопроизводството и таквите површини од 0,5 хектари па натаму. Меѓутоа, ќе споменам една ситуација за разлика од нашиот Струмичкиот регион, Радовичкиот регион имаше над 60 апликации. И кои што 90% беа апликации во однос на тутунопроизводителите, кои што ги исполнија условите од 5 декари или 0,5 хектари па нагоре, ги исполнија условите за аплицирање по таквата мерка. Сметаме дека и понатаму нашата програма или програмата за рурален развој ќе оди периодично и нашите земјоделски производители во контакт со агенцијата или по јавните гласила да бидат информирани, да се информираат и често пати да се појавуваат, да исто така и никога сме не терани им објаснуваме на луѓето до кај е, како и што е стигнато и апликациите до кај се, значи целосно не ги оставаме никогаш да останат сега до тука сме стигнали, што понатаму да се прашуваме, значи имате информации, а помеѓу нас имаме тимови и екипи за координација понатаму, значи до детали каде што и тоа треба да се испитат. Да, а ево од оваа година, поточно од месец октомври во функција и гарантниот фонд кој во текот на наредните 10 години ќе им овозможи на земјоделците полесно да дојдат до кредити од комерцијалните банки. Фондот е резултат на договорот помеѓу Министерството за земјоделство и УСАИД и со него ќе бидат гарантирани земјоделските кредити во вкупен износ од $20 милиони. Тоа е една преголема позитива за земјоделските производители, бидејќи се среќаваме во такви ситуации некогаш, значи дека и овие 50% кофинансирање некој понекогаш земјоделските производители ги немаат во тој момент да можат да ги подмират, така да и инвестицијата може да остане нереализирана. Таквиот гарантен фонд, значи можат да го користат тоа Стопанска банка Битола, во банките Прокредит банка, Комерцијална банка и Халк банка. Тие 4 банки можат да, значи, се номинирани за да можат да работат со тој гарантен фонд. Меѓутоа, земјоделските производители, значи, после одобрувањето на инвестицијата, по пат на подпишен договор од страна на Агенцијата за финансиска поддршка, се јавуваат во банките каде што се договарат како ќе го спроведат тоа. Што значи, ако се работи за механизација, приклучна механизација, пример трактор, тие го вложуваат тракторот како средство, како хипотека, тамо како гаранција во банката, а банката овој дел од 50%, значи кој што треба земјоделскиот производител да го плати, го зимаат како гаранција, меѓутоа со многу ниски каматни стапки, значи од 2 до 3% годишни каматни стапки, каде што за разлика од другите редовни кредити, каде што се стасуваат каматните стапки од 8 до 10%. Што значи, сметаме со таквиот гарантен фонд, таквите земјоделски производители, кога се одобруваат проектите во периоди каде што нема доволно средства, значи тоа се обично пролетните месеци каде земјоделскиот производител веќе целосно влегува во производство, значи со набавки како ѓубрива, како полиетилен, како заштитни средства, семенски материјал, посадочен материјал и така натаму, тој нема доволно средства тоа за да може и тие 50% да ги ослободи за да може да ја реализира таквата програма. Значи таквите земјоделски производители кои што ги немаат доволно средствата можат да го користат таквиот гарантен фонд кој што им е, значи, во полза во секој момент.
и сметаме дека значи од сите ситуации кои што се дадени, секој пат се гледа да биде доста олеснителни према земјоделскиот производител. Тежината е знаме на земјоделските производители. Меѓутоа мора од една страна да има и такви ситуации, моменти каде што на луѓето мора да им се помогне за да можат послободно да си реализират нивните зацртани ситуации каде што можат понатамо да безгрижно ги обават нивните потреби околу поквалитетно и посовремено производство. А секој пат тежиме према ситуациите, затоа се тие програми распишени како ИПАР програмата, тоа се значи инвестиции кои што се вложуваат во земјоделските производители со цел доближување до стандардите на Европската унија. Значи со апликации, со едукации на земјоделските производители, значи дел кој што може да функционира, меѓутоа со програмите сметаме дека ќе се намалат таквите трошоци околу производството, а ќе се зголеми квалитетноста околу обработките и заштитите како од страна на механизацијата, така и од страна на опремата и приклучната механизација. Па понатаму ако веќе одеме во другите програми, значи кои што се обврзани со изградба на објекти кои што се од интерес на земјоделскиот производител, тоа се откупни центри за лагерирање на таквата роба, понатамо изградба на капацитети за позбербени активности, кои што и те како се потребни во едно современо земјоделско производство. Значи дел имаме ни на теренот каде што се внимава на таа работа. Меѓутоа дел се уште значи имаме потреба за понатамо вложување во земјоделскиот производител, а од друга страна значи да очекуваме и да бараме поголем резултат од негова страна, како по квалитет и така по квантитет. Според вас, примената на европските стандарди при производството дали се клучен фактор за конкуренција на македонскиот производ на пазарите надвор од државата? Таквата примена е неминовна. Значи добрата земјоделска пракса, која што ја споменуваме и кои се тие исполнување на минималните услови за добра земјоделска пракса, управо налага и дел од овој комплекс или сплет од низа мерки од ова добра земјоделска пракса за доближување до производството или стандардите на Европската унија, значи до земјите членки на Европската унија. Зборуваме за исполнување на минималните услови, значи ние не сме во состојба за целосна имплементација. Значи тие се ситуации каде што се внимава во употребата на пестицидите или отровните средства, кои што се со подолга каренца или подолг период на време траење, понатамо хигиенските услови околу производството на самите производи, површини покриени, понатамо изгубрување и начин на изгубрување, понатамо примената на ѓубривата, вештачките ѓубрива, понатамо доаѓаат доста внимавање околу ерозивните терени кои што и те како прават проблеми при поројни и при појаки дождови. Понатаму внимавање на подпочвените води каде што доаѓа со прекомерната употреба над хемиските средства и пестициди, доаѓа до загадување на подпочвените води, кои што понатаму негативно се одразуваат како на останатите растенија, така да и на страна на животинскиот свет, кој што е во склоп на целото земјоделско или сточарско производство, така да има доста последици и затоа треба и веќе тоа е во законото кај нас и затоа им налагаме на земјоделските производители да водат евиденција за секоја катастарска парцела, за секоја култура поединечно, што употребуваат на оваа земјоделска површина, што преминуваат од основната обработка па се до бербата и понатаму, значи и тие позбербени активности.
Значи, растителното производство е една жива материја која што секојдневно треба присуство со неја и внимавање до крајот се до пласманот на потрошувачот, бидејќи таму зависи и здравјето на нашите потрошувачи над овошје и зеленчук. Така. Јас се надевам дека денес успеавме на земјоделците да им помогнеме, односно да им ги дадеме потребните одговори на нивните прашања и да ги решиме нивните недоразбирања. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување и се надевам дека во некоја наредна прилика се гледаме повторно. Ви благодарам исто за поканата за присуството на емисијата, а ги поканувам исто и така и земјоделските производители, како и обично секој пат да бидеме во една корелација, во едно договарање за понатаму, бидејќи тоа ќе не донесе во една ситуација доста позитивна. И ве благодарам уште еднаш. Така. Почитувани гледачи, ова беше се за денес. Со нови содржини од областа на земјоделството се гледаме наредниот петок во 17 часот и 15 минути. До тогаш пријатно.